Министерството за култура се огледа дека многу реакции денес околу распределбата на средствата за култура, еден еминентен джез фестивал да не добие ниту динар. Нели е малку смешно, скандалозно ваквата одлука? Примере? Смешно и трагично е кога кажем дека ни еден документ нема доставено. Еден джесфест. Ни еден документ, го молеа до последен момент. Еден документ по процедура, по протокол, по се. Секако нема да навлегувам во суштината на реакции. Одлуката ќе се поништи. И таа ќе биде објавена. Освен за националните институции, каде што нема реакции, тоа се домовите на култура. Овде се направени фер распределби, но сите други апликанти, одлуката ќе биде поништена и ќе биде повторно донесена. Законот дава можност во ити неодложни случаи, можеби во март има некој фестивал, можеби во април, на транспарентен начин да не заборави. Рековме ќе изслушаме граѓаните. Граѓаните денеска реагира. Имат аргументи од Министерството за култура, Комисијата за култура, но имат и граѓани. Затоа уште потранспарентно ќе ги одлучат одлуките, ќе ги донесат одлуките самата Комисија за култура при Министерството за култура, која што е надлежна за нејзиното одлучување, нема кај да врземе. Постоиме за граѓаните. А уште по транспарентен начин ќе се донесат одлуките и ќе гледаме да биде задоволството колку што е можно поголемо. И лани имаше реакција, и уште од лани знаевме дека и ова година ќе има реакција. Тешко се погодува работата за секој. Значи не можете да носите одлука за било кој ако нема документи. Молене за доставувањето, така сум информиран. Еден дел од другите институции. Например, никој не знае дека се уште не е објавено за Фолкфест Валандово, за Макфест, а реакциите присутни. Така да граѓаните реагираа, одлуката тој што е донесол ќе ја поништи, тоа е законски возможно, решенија нема добиено никој за да евентуално тужи или слично, ќе се отворат повторно постапките на уште по транспарентен одлуките ќе се донесат. Благодарам. Благодарам.